Како дел од програмата за 23-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот урис, вчера во Центарот за култура Бели Мугри се одржа представата за деца Цветната улица во изведба на глумците од Детскиот драмски театар Скопје под менторство на директорот и актер Драган Довлев. Сега доаѓаме со една представа што се вика Цветната улица, која што е всушност копродукција на ЕУ Инфоцентарот со седиште во Скопје и Театарот за деца и младинци. ЕУ Инфоцентарот имено има издадено брошури за подигање и за развивање всушност на свеста на најмладите, на децата за екологија и рециклажа. И според тие брошури напишан е драмски текст кој што актерите од Театарот за деца и младинци го играат за публика од најмала возраст, за предшколска возраст и за оние први степени од основното образование. Во Скопје е играна многу е добро прифатена меѓу децата, па решивме дека е добро со една таква представа да се представиме и пред кочанската публика. Присутните дечиња од основните училишта внимателно уживаа во представата, а за прв пат досега салата во Центарот за култура Бели Мугри беше исполнета до последно седиште. Несомнено, оваквите случувања се добредојдени и привлекуваат внимание не само кај малите, туку и кај повозрасните. Дел од нив беа придружувани со своите наставнички и родители. Да, ми се допадна представата. Много ми се допадна представа. Деновите на уризот продолжуваат во полн ефект се до 5 октомври. Следната театарска представа ќе биде Градникот на Нора, а е закажана за вчетврток со почеток од 20 часот. В петок во 18 часот во Центарот за култура Сдруженијето на пензионери од Куманово ќе ја прикаже Ленче Куманово.